Добро вечер и убав вечер од Владо Павлов. Ќе почекаме малку да се приклучи одреден број, каде што имам за цел да соопштам една вест која што повеќе но сигурно сите вие ќе го лоцирате оној кој што влијаел на сето оно што се случуваше со Владо Павлов. Дали сме тука и дали можеме да се слушаме и дали се слуша убаво? Здраво Бојане, здраво Боби, Тања здраво, поздрав за другарчето. Добри ли сте? Убав вечер, Бојане. Инаку Бојан од фамилијата вчера беше заедно со Маријан на испомош во Прилеп. Еве едно јавно благодарам до Маријан и до Бојан, кои што беа во Прилеп, каде што го спремаме она што е прво од ваков вид во Македонија и пошироко. Николче здраво. И верувам дека Бојане она што го гледаше вчера и оној начин на кој што го градиме и го правиме интериерот ти се допаѓа. Утро бев пријатно изненаден од пакувањето на кислород и од она што јас го очекував и од она што јас го имам најавено многу одамна, дека ќе дојде ден и ќе си го плаќате кислородот. Така да овие боци со одстоен кислород веќе ви се дадени на избор, а ваше е што ќе преземете или не. 120 пати вдишете и нема проблем. Боцата е испразнета. Така да ова е одлука на секого кој што ќе го прави. Јас не сум промотор на вакви работи. Не сум промотор на одстоен O2. И вие си избирате самите што ќе преземете и како ќе го конзумирате сето тоа. Едно е битно, дека Владо Павлов докажал нешто што треба да дојде, а ето го дојде. Исто како да вдишувате со гњуречка опрема или боца со кислород, кој што за времето на корона го има истиот тој одстоен кислород. Но, мојата цел е нешто друго. Мојата е цел да го лоцираме непријателот кој што се спротивставуваше на нашите дела. Реално кажано, во минатото и она како што го правев како пилот програма пред 10 години, рачунете дека ако некој тоа го правил бесплатно и во тој временски период кога ги правевме пробните истражувања, сето тоа ние го наплаќавме како тоа што 120 пати и 900 динара в джеп, јас би требало да ви наплаќам 200 евра. Значи, според она што се прави денес.
пробните наши тестирања кои што ги правевме и на кои што бесплатно делувавме и помагавме тогаш, ако тоа го правевме како тоа што го прават денес институциите, значи треба 10 паковки да им дадете ваков одстоен кислород. Затоа што цената е 900 динара за 120 вдишувања на одстоен кислород. Но, тоа си нивно право, јас не се мешам, секој си има свое право. Ја пред некој ден кажав, дали нешто ќе го замени, дали нешто ќе замени маската. Нели, она што го издишуваш, да повторно го вдишуваш. И ете дојде. Боца со O2 одстоен. Исто така нешто друго што слушнав на телевизија Алфа е тоа што повеќе од смешно ми е тоа што го кажуваат и тоа што го рекламираат за солените соби. Ние имаме резултати, ние имаме луѓе кои што поминале со бесплатни третмани и ние имаме докази каде што поголемиот број кои што денес се со нас, се во живот, а поминуваат низ пеколот наречен хемотерапија. И повторно ќе кажам, изборот е на сите вас. Вие самите избирате. Јас тука не ви се мешам. Дадено е да избирате добро, дадено е да избирате лошо. Дадено е да мислите со левата или со десната хемисфера. Или во превод, ако го погледнете знакот на Агапи и ако направите една вертикала и ја пресечете пирамидата, тоа е триаголникот лево и десно, ваш изборот, дали лево ќе бидете со темни илуминати или десно со светли илуминати. Секој има свој избор. А едно да знаете, и добрите и лошите работи доаѓаат од универзумот и од оној кој што го викате и го викаме Бог. И наше право е да дозволиме се, бидејќи се ни е дадено на слободна волја и да прифатиме со љубов. И да не им се мешаме. Зошто? Затоа што ако дебатираш на некоја тематика и ако објаснуваш на некоја тематика или бараш разговор, бараш некој добробити, поголемиот број од сите тие забегуваат дека без нив не се можело. Такви поминаа и јадници низ мојот живот во минатото. Значи, најголемата грешка која што се прави е тоа што некој верува и мисли дека не се може без некого. И втора грешка е егото. А трета грешка е што не го прашале или не дознале дали Никола Тесла имал диплома. И затоа до ден денес Владо Павлов нема одговор од Венко Филипче. Што прави вакцинацијата? И за се тоа што го правевме за време на корона. И ако не ја добивме пораката, и ако не го добивме умот од така наречената корона, или од прскањето со отрови, ние во иднина
нема да знаеме како да се справиме со новото прскање од овие хемиски отрови. Ама некој, како што е вистиномер, се става улога на Бог и сите работи ќе ви ги демантира. Па ќе ви каже дека и ова боца со одстоен О2 е многу прекрасен. Абе тоа алвеолите, кој ќе вдише 120 пати, па тоа алвеолите кои ќе се расшират како армоника ќе ви свират. Вие се избирате за сето тоа што го правите. Едно што треба да знаеме. Дали знаеме што значи зголемувањето на пропустливост на бактериската клетка? Дали добивме поука од ова зголемување на пропустливоста на бактериската клетка за време на корона? Дали дознавме како настанува истата? Дали некој од класичната медицина ви кажал? Или најдобро е зимете антибиотици и немајте гале? Така да црниот дроб побрзо цироза ќе ви направи, отколку ли да го прочистувате. И пак ќе кажам, и тоа си е ваше право. Затоа што сето тоа што предмалку ви спомена настанува како резултат на промената на потенцијалот на мембраната, каде што може да дојде и до откажување на протонската пумпа и излегувањето на јони од бактериската клетка, што на крај доведува до клеточна смрт или доведува до канцер. Ама затоа вие секогаш ќе бидете на страната на оние кои што се борат за илуминати за темнината. И ова нема да го сватите. А по големиот број ова ќе го исмејувате. И ќе заборавите дека било кој што денес завршил за професор или е доктор или било што, тоа што му е презентирано го завршува и од тука он продолжува без да добива друго знаење. Кај нас е проблемот што нешто духовно внатре во нас не тера се повеќе и повеќе да истражуваме. И тоа трае цел живот. Бидејќи до вчера никој не знаеше да ни каже што е pH. Никој не знаеше да ни каже што е пластика, што е стакло. Ама денес имаме најголеми промотори на pH. До вчера никој не знаеше да ни каже за негативен јон. Ама денес сите се филозофи за негативен јон. До вчера никој не споминуваше за О2 кој, што и како. Ама сега веќе имате и помпи 120 пати да вдишите од нејзе. Многу работи има кои што не сакавме да ги прифатеме и дозволивме на другата страна да се смејува само, каде што поголемиот број од сите тие кои што најжестоко се спротивставува и се смејува во така наречената корона, верувајќи на целата екипа на Богот Венко Филипче, починаа. Ние водевме жестока битка. И верувам дека свативте и дека имате поука
како да се прочистите од сето оно што се случува со воздухот. Исто и водата. Значи сме кажале дека сложени хемиски реакции придонесуваат за формирање на исклучително опасни слободни радикали. И сега, некој ќе каже дека не е точно ова, а всушност ваквите исклучително опасни слободни радикали доведуваат до многу болести. А особено зголемувањето на ризикот од тумор. 20 години, а 15 години практично го докажуваме сето тоа. Дека е многу корисна водата која што е третирана на негативен јон. А јас сега, со таа pH од 8,2, ќе ви направам една проста математика, која вели вака. За да видите на кого сметаме сите ние. Едно литро таква вода пролом е 45 или 40 денари. Дај ми го на другото за водата, колку треба шо? Значи 40 денари. Едно литро ваква вода е на пазарот. Во пластика. Ке дојдеме сега до овде. Значи, да карикираме, 36 килограми треба да конзумираат 1,2 литро вода. До 100 килограми треба да конзумираме 3,31. Над 100 треба да конзумираме 4,5 литри вода. Да дадеме просек дека една фамилија вкупно има околу 300 килограми. За тие 300 килограми, како што кажав, треба да се конзумира најмалку 10 литри. Или во превод, најмалку една фамилија заштедува 400 денари. Или во просек заштедува 12.000 денари на месечно ниво. Една фамилија заштедува 200 евра. А дали само една фамилија има... Александър, дај ми една подлога. Дали само една фамилија има една ваква подлога? Ако направиме петиција, колку мине имат подлоги и колку време ги користат, ќе дојдете до заклучок зошто Владо Павлов требаше да биде уништен и сечен на парчиња ако треба и не знам што ли не. Ајде да ставиме еден обичен просек. Најмалку ако одеме со 100 фамилии. 100 фамилии по 200 евра месечно
Колку пари е тоа? 20.000 евра. 100 фамилии кои што го имаат генераторот за негативен јон, не за озон, имат заштеда од 20.000 евра. А 1000 фамилии имат заштеда од 200.000 евра на месечно ниво. А 10.000 фамилии имат заштеда од 2 милиона евра на месечно ниво. Е толку пари Владо Павлов и тимот одземаат и даваат на македонските граѓани од олигарсите со вода. Затоа што вие го користите градскиот водовод. А дали само 10.000 фамилии поминали овие 20 години? Ако дојдеме до повеќе, можеме да дојдеме до заклучок дури до 20 милиона евра на месечно ниво да заштедил македонецот. И сега што правиме? Појасно е зошто Владо Павлов е на животина. На месечно ниво зборувам. А има фамилии кои што ја конзумираат веќе 10 години. Значи да се вратиме на една фамилија која што конзумира 10 години. Проста математика. Значи како што кажавме, една фамилија заштедува 200 евра на месечно ниво. На годишно ниво заштедува 2400 евра. Фамилија која што е 10 години конзуматор на нашите подлоги на негативен јон заштедила 25.000 евра. Само што нема да ја купува во пластика. Значи зборувам само за конзумирањето на вода што нема да ја купува во пластика. Заштедила еден стан од овој забеганиот, ненормалниот, секташот. Значи една фамилија заштедила еден стан само што конзумирала од ваквата вода. Да поклоне на неговата керка или на неговиот син. Еден стан. Тоа е само доколку ја конзумирала, а ја конзумираат многумина фамилии, многу фамилии повеќе од 10 години. Е тие заштедиле еден стан. Тоа е само околу водата. А за благодетите, за некористење на хемикали, за подобрувањето на имунитетот и за се останато, и таму го ставиме дека заштедиле за здравието исто околу, карикирам, нели 200 или 2500 евра на годишно ниво, таа фамилија заштедила 2 стана. Тоа значи дека тие пари останале кај вас. Не се дојдени и кај мене. Затоа што еднаш го купувате, а ви користи цел живот. А ги одземате од веледрогериите. Нема кофеин, нема шекери кај нас. Кај нас е се природно. И сега појасно е на кого смета Владо Павлов. Значи, за нив
Нема истражување, нема лабораториски извештаи, како кај нас. Затоа Владо Павлов беше забеган, беше секта, беше се. Затоа што една фамилија заштедува 2 стана за 10 години што ја користи оргон подлогата. Или во превод, од олигарсите, од веледрогериите, од најопасната мафија Рокфелерова, се тргнале и купиле 2 стана на незините дечиња. Затоа Владо е забеган. Затоа Владо беше секта и се. Ама сите што го велеа секта, се во таа секта. И доаѓа времето на десната страна, на илуминати на светлината. И сите ќе светат. Затоа што сите чакри им се отворени. И очите и глава, се ќе свети. Ќе светат како новогодишна елка. А онија кои што се на другата страна на илуминати на темнината, не можат да светат. И продолжувам. Дали до овде сум јасен? Значи само зборуваме за водата. А да не зборуваме колку бесплатни услуги имале дечињата и пред некоја година и заболените од канцер. И колку има заштеда македонецо од тоа што утре нема да дава пари и нема да оде по улиците да шмрка кислород. 120 пати 900 динара. 120 пати е 900 динара. Не знам што значи сето ова, ама вие самите си сватете. Затоа што секој има свое право, 5 пат ќе кажам денес. Тоа е затоа што заштедувате, можете за 10 години да купите 2 стана, бидејќи ова вода е заситена со неотстоен кислород, туку со природен кислород, не се пакува во боци и истиот тој што произведува тоа се троши. Затоа Владо Павлов сметаше на веледрогериите и на сите оние кои што го правеа сето она што ви е познато на сите вас. И треба се прашаме дали тој кислород е активен или не. Бидејќи за да имаш активен кислород, треба едноставно да тоа го правиш со помош на негативниот јон. Бидејќи оне другиот кој што ви го промовираат во пакување е кислород кој што доправа ќе ви се представи што и како е. Затоа некои работи кои што денеска се случуваат после хипербарничката комора и боците со кислород, повеќе од јасно е кој е правил сценарија против Владо Павлов и против сите вас. И кој ги испраќал оние во минатото да се доближуваат до Владо Павлов. И кој бенефити зимаа, нели, тендер повеќе.
Многу добро знаеме кој. Еден дечко со бели ракавици и кој што е голем масон денес, после смртта нели на последниот Угриновски. Оној кој што кажал за Киро Глигоров, среќа што звучниот бран поминал преку вестникот и затоа останал жив Киро Глигоров. Затоа што бил со отворена уста. Ама шоферот на жалост бил со затворена уста. И завршува така како што завршува. Ама ете Киро, како човек на Бог, нели, во дадениот момент ја отвара устата и прави, нели, баланс на звучниот бран и успева да остане жив. И оној кој што го заменува денес големиот масон, што ви го кажувал ова за Киро Глигоров, кој што кажувал дека не сакал да носи наочари, а не е очен доктор, денес има замена кој што го кријат сите, а ние го знаеме. Е тој дечко со белите ракавици, служител на Рокфелер и на Рокфелеровата медицина, е најголемиот кој што ги правеше сите овие сценарија против Владо Павлов. И еден ден ќе го имате со име и презиме. Да, со име и презиме. Затоа што е илуминат на темнината и нека се остане таму, каде што е. А јас ова вечер ви дадов до знаење колку заштедува една фамилија 10 години, само што нема да купува вода во пластика, еден стан, а плюс и од бенефитите. И затоа Владо Павлов треба да биде најлошио, да биде секташо, а тие сектите да ви харат меѓу вас, како и случувањата во Кошани, нели? Главните виновници си шетаат. И некој верува дека ќе успее. Така да Владо Павлов во минатото и кажал дека повредата на било која нормална структура или на структурирана организација може да стане една од главните причини за разните болести. И тоа значи дека за спречување на болести или за лекување на постоечките ни е потребно најмногу внимание и знаење на водната база на телото. Сите оние кои што го сватија Владо Павлов и кои што ова го прават, денес истото тоа го пренесуваат како апостоли од човек на човек. И јас сум среќен поради тоа. А најмногу сум среќен што сум жив и што продолжувам со нови дела. И покрај тоа, што младиот дечко со бели ракавици и целата негова структура се става во улога на Бог, се става во улога на светец и верува дека ќе успее да го уништи она дело од Бог кој што ни го дал на нас македонците. Негово право. И по 6-ти пат ќе кажам, секој си има свое право. Ти имат нивно право, ние имаме наше право. И ќе видиме што ќе биде на крајот.
мислам дека е доволно да знаете кој, што и како ги спроведува најголемите сценарија поврзани со Владо Павлов. Некои мислат дека не се допирливи, дека се недопирливи. За Бог нема такви. Деновиве имав некои обрски по банки, така да најново во Битола Стопанска банка веќе нема. Ја има Алта банка. Па Тино, нека ти е честито. Еден потек добар што се успеал да направиш на сметка на грчката банка. Барем ке нас македонците ќе влегуваат големите камати. Честито примере, Тино, за Алта банка. Имаме ние сознанија и ти честитаме затоа што нема да одат каматите кај оние наши непријатели во грчката тајна служба, каде што тие камати во минатото ги користеа и ги дава на непријателите на Македонија кои што го сменија името во Северна Македонија. Затоа сега Стопанска е Алта банка, македонска банка, наша банка во спрега со еден сосед, ајде, друг пат ќе го кажеме. Важно, нека е честито премиере Тино. Сега друго што е најбитно. Во ова мое дводецениско истражување најмногу што обрати внимание и вие треба да сватите, беше истражувањето кое што се однесуваше на цревната микробиотика, која што исто така влијае како пробиотиците. Значи, пробиотиците некој ќе каже дека се дефинирани како несварливи состојки на храната кои благотворно влијат на домакинот преку селективно стимулирање на растот или активноста на една или на еден или ограничен број на пробиотички бактерии. Сега, ние успеавме да направиме основа на создавање на добри бактерии. И нормално дека сметаме. А оние кои што прават основа на создавање на лоши бактерии, каде што главниот причинител е шекерот и каде што го има секаде, тие се добри. Тогаш сите ќе ви дадат се. Ама ако направите добра основа за создавање на добри бактерии, вие веќе сте непријатели на оние кои што ви умираат. А ви умираат преку шекерот кој што ве праве зависен. Знам, не ме разбирате. Ја верувам дека не ме разбирате, знам. Ама затоа треба да работиме на истражување. Ако веќе институциите дозволиле боца со кислород одстоен, да видиме кога ќе вдишите 120 пати, што се случува во вашиот организам. Дали се прави добра основа на нешто или на нешто што е штетно по вашето здравје. Ама затоа ние ќе сметаме секогаш.
затоа што сме искрени, затоа што имаме добри резултати, затоа што сметаме на веледрогериите, затоа што сметаме на веледрогериите. Ама не сметаме на Бог и на човечанството. Тука е разликата. Ама затоа денес ки ни кажат многумина. Перцето ни е до небото. Па идете прашајте го матичниот. Зашто ви го дал тој антибиотик? Што ви дал друго со антибиотикот? А потоа проверете си го црниот дроб. Ама затоа ние сме непријателите, а тие се пријателите. И затоа во минатото најпрво се обедини, им дадо иницијатива и акција против Владо Павлов на полициското и инспекторското подземје на Македонија. На пензионираните полицајци, инспектори, пензионираните началници и началници, кои што вечно работат во таа служба. И тие се вечно во работен однос. И до ден денес работат. Тие беа првите кои што ја добија задачата од дечкото со бели ракавици, заменик на големиот масон Угриновски. Ако не беше тој, Киро Глигоров немаше да биде жив, а Кутрио тој ни не бил во автомобилот Мерцедес. Ама ајде, тоа е забегана работа, нели? На 20 килограми, како? На 20 килограми нема врска, виште номер го читајте. Тој ќе ви каже, ушното тапанче се регенерира, нема врска. На 20 килограма создаден звучен бран од експлозија да ви остане живо ушното тапанче, да ви се регенерира и да одете како прч без повредена рамнотежа. Нека ви е Бог на помош, што да ви кажам. Ама истите тие учествуват у сето ова. Затоа во Кочани се прскалките. Затоа на друго место е друго. Затоа ќе видите собраќајка, каде што пред некоја вечер ми покажуваат слика од починат, каде што прво ударил ограда, а потоа банкината ја гледаме во колата. Значи некој мисли дека е многу паметен. Значи зборувам за банкина. Не зборувам на почетокот да погоде со колата, туку зборувам вака, тука да ја погоде. И таа банкина да се најде во колата, да го усмрти човекот на парчиња. Ама затоа имал добра веселба претходно, со добри луѓе. Затоа, македонци мои, треба да бидете внимателни, треба да бидете предпазливи и треба да знаете да бидете детективи. Бидејќи вака како шо е, ќе ви кажуваат и ќе ви продаваат приказки за шатори мигранти, а мигрантите веќе се тука. Па чиф е проектот Скопје 2014. Исто и со ова што го прават со Владо Павлов. Затоа ќе се бориме. И затоа ќе докажуваме вистината секој ден. И затоа на сите секташи ќе им ги соблечеме гаките и ги пуштиме голи да шетат низ Македонија. И ова хајка, која што е прави ова пара полициско и пара општинско подземје во сите градови на пензионирани инспектори, ќе заврши.
За Денко Малевски ќе правиме на цела емисија, брате Гоце, и ќе објавиме многу работи кои што се поврзани и со Владо Павлов. Затоа што кога ние се појавивме, тога се појавуваат сите. Кога ние споменавме, тогаш го живеа и Прчковски повторно, тогаш го живеа и Васко Ефтов повторно, тога се појавија и јадници девери да кажат дека навистина Киро бил во автомобилот. Нека бил, ама не е Супермен. Или Супермен е. Останете ми во љубов, во мир и во здравје. Нека им е честито новиот стан на сите оние кои што 10 години ја консумираат јонизираната вода, барем толку заштедиле од Владо Павлов, и плюс бенефити, и бидете своји. Не се плашете, светлината е пред сите вас. Точно е дека таа е тука и дека ќе се појави со брзината на светлината. Точно е и дека ќе има земјотреси, а и дека веќе почнаа. Точно е дека ќе имаме забрзана промена на магнетните полови. Но јас денес во Битола ме препозна продавачка каде што бев на доручок и ме праша: Владо Павлов. Да, викам, Владо Павлов, те следам. И ми вели: ова како што изгледа се поблиску и поблиску е. Викам, да. Што ќе не спаси? Ќе не спаси љубовта. И не ниските вибрации. Зошто? Затоа што и Битола е под вода. И Битола лежи на море под неизе. Ама ние имаме море и над Битола. Ама вие не го гледате. Затоа што некогаш водата била до епинал. И велам вака. Викам, вие морето не го гледате сега. А тоа море сте сите вие битолчани. Затоа што секој од нас има 80% вода. Кој ќе соберете колку мина има жители и колку вода имате во вас, ќе видите дека вие представувате народот, луѓето, море. И ако вие во дадена состојба започнувате да се плашите, да имате ниски вибрации, тоа море, кој што е надвор во Битола, тоест вие битолчани или лингистиди, некако не ми е битолчани. Двајца од Толи, од Албанија, од реката Албанија направиле Битола. Ајде бе, више, даста веќе. Ајде, лингистиди. Значи, вие лингистидите, тоа е битолчани што велите, нели? Ако почнете да ширите негативна енергија, секако дека ќе ја разбраните и водата што е под Битола. И затоа беше потребна најпрво органската енергија, затоа некогаш овие пирамиди на Пелистер имале органски врвови, кои што денес ги нема, го носеле името Пирамидион, ама ги нема. И тие служеле за спречување на големо количество на радон и на јаглероден диоксид.
Затоа што радонот и еглеродниот диоксид се причинители за големите земјотреси. Ама ние колку толку успеавме на дадениот момент, ќе бидете сведоци, колку можело да биде катаклизмично, а колку нема да биде катастрофално, од сето тоа што еден забеган, еден секташ, еден ненормален Владо Павлов го правеше 20 години со ова органска енергија. Тогаш ќе сватите сите, кога ќе дојде перигреј, колку можело да биде катастрофално, а колку сте биле заштитени. А до тогаш, јас ќе молчам на таа тематика. Ќе молчам. Исто како што денес покрај се што правев и покрај се што објаснував, сега велам вака: земи си крвна слика, следи пред и потоа. Затоа што наедне се појавија филозофи на ПХ, се појавија филозофи на кислород и ви ги пакуваат во боци од стоен кислород. Се појавија хипербарнички комори. Ама солените соби и сето она што го правеше Владо Павлов, тоа е најлошото. А и јадници имаме добри резултати. И затоа велам, бидете љубов. И само со љубов ќе победиме моментот Армагедон или моментот кога ќе е максимот на темнината, а тоа значи почеток на светлината. Само со љубов. И не заборавајте, ништо не е било случајно од Владо Павлов. И Владо Павлов не го правил ова никогаш за да биде милионер, за да се вози у Мерцедес, за да носе панталона у снего, со испрчена газица, и така натаму, и така натаму. Владо Павлов ова го правеше за сите вас. И со €1,000,000, и со €1, јас пак ќе бидам Владо Павлов. И што не ми значи материјалното. И тоа ќе ви го докажам на сите. Како што ќе ви докажам дека во моментот кој ќе биде перигреот, ако требало да се уништи цел Балкански полуостров или Македонија, нема да биде толку катаклизмишко. Тогаш ќе сватите кој е Владо Павлов. Како што сега сите веќе сваќате и го барате. И барате некои идеи од Владо Павлов во минатото. Бидејќи веќе цревата ви преработуваат, нема што да се јаде. Па ќе дојде време една идеја која што ја зборевме на Пелагонија да се праве аеродром и во Овче поле. И да се извезува, затоа што Македонија е земјоделска земја. И парите нема да одат кај албанската мафија. Откупо. Туку ќе одат кај нашите македонци. Ке молете да го вратите авионо. И таа идеја на Владо Павлов. 20 години. Затоа што во еден производствен погон на авион, кој што ќе се користи за медицински цели, Македонија ќе има 8 милиарди профит. Ке молете да го барате гробо на баба ми Евредика. И саат кулата ќе ја бутнете само гробот да излегне. За да имате повеќе туристи, бидејќи турските туристи у Битола не ви носат многу пари. Само се шетат и охрид ги трошат. Ќе купат нешто, приврзачи и толку е. Ама ќе ја барате баба ми Евредика. Така да знаете. Ја кажав еднаш и пак ќе кажам. Кога ќе ви преработат цревата, тогаш ќе го сватите Владо Павлов. Тогаш ќе се јави македонизамот. И сум најсреќен покрај сето тоа што некој заштедил 2 стана, исто така за моите браќа и сестри надвор Македонија, кои што се спротиставија на овие мигранти денес,
кои што кутрите мигранти си правиа станови под капата на Ердоган, во ова урбана мафија, да не ги споменуваме сите кои градеа станови, си дојдоа нашите и си ги купија. Ги зафркнаа мигрантите. Ама Владо Павлов кажа, еден ден ќе дојдете на бели гаќи. Затоа време е не да отварате бизниси, затоа што нема влада во Македонија што ќе ве свати. Ама купувајте си станови и недвижности. Сега сум среќен што илјадници македонци од цел свет купија недвижности во Македонија. Па така, мигрантите нема да бидат во голем број. И тоа ќе го сватите еден ден. А приказките од стилот мигранти во шатори, нема мигранти во шатори. Тие мигранти се хазарите, кои што веруваат дека Македонија е нивна земја и кои што знаат многу убаво дека тука е Израел, дека тука првата станица на создавањето на христијанството, дека тука е поврзан Исус. И затоа многу пати кажав, на кого ми е потребна Македонија без македонци? Ама јас се борев и ќе се борам. Македонија секогаш да има македонци. И затоа моите браќи и сестри надвор од Македонија нема да дојдат на бели гаќи. Ке дојдат и ќе живеат во шаторите на мигрантите што им ги спремаа. Тоа е стамбените. Да сте ми живи и здрави, ве сакам сите, чувајте се и дознайте конечно зашто имате добри бенефити, а тоа е само поради тоа што човековото тело и ова нова парадигма која што ја спроведувам десетина години, каде што имаме голем успех, а тоа е дека човековото тело пред се има голема способност да произведува хидроелектрична енергија. Енергија кога се извинувам, не е до мене, ама морам да го завршам ова. Значи, способноста нејзина е да произведува хидроелектрична енергија. И тоа е енергија кога водата сама по себе поминува низ клеточната мембрана и вклучува некои специјални пумпи кои генерираат енергија. Многу слични на генерирањето на хидроелектричната енергија. Тука е клучот на сите наши проблеми околу болестите. И погрешното третирање кој што го правеше до ден денес одредена класична медицина. Ние сме хидроцентрала, а некој не направи рек битола. Останете ми во љубов, мир и хармонија и колку повеќе произведувате хидроелектрична енергија, толку повеќе ќе живеете. А колку повеќе сте рек битола и произведувате иглероден диоксид, толку побрзо ќе умрете. И на крајот пак ќе кажам, изборот е наш. Дали ќе бидеме дали ќе произведуваме хидроелектрична енергија или ќе бидеме производители на јаглероден диоксид. Изборот е наш, а никој друг. Јас моето тело не сакам да биде рек битола. А вие? Дали сакате вашето тело да биде рек битола? Затоа најголемиот успех го имаме со јонизираната вода. И затоа кажа во минатото, ќе дојде време кога сите ќе ви продаваат кислород. Ама не секој ќе прави кислород што е потребен на вашето тело. Дојде и тој ден. Дојде и тој ден. А јас најсреќен што ги гледате сите непријатели на здравјето
обединети воедно непријатели и на Владо Павлов. Нашата вода има способност да произведува хидроелектрична енергија. И таа енергија е потребна за оно што ние денес постоиме. А специјалните пумпи кои генерираат енергија на нашето тело како хидроцентрала се жлездите. А тие жлезди или пумпи некој ги ваде и ги отстранува со операција. И вие немате специјална пумпа која што ќе генерира енергија. И полека, но сигурно, кога таа специјална пумпа која што генерира енергија ви остранета, вие останувате без една пумпа. И таа една пумпа која нема придонесува за помало производство на електрична енергија, како што работи хидроцентралата. И една по една пумпите и една по една жлездите откажуваат. Внимавајте, 2026 година. Внимавајте. А затоа дознете повеќе зошто срцевите заболувања секој започнуваат со акумулација на слоеви на холестерол во нешто што се вика коронарни или корона артерии. Некој добро го знае функционирањето на човековото тело. И некој добро знае што прави за да не уништи. Ама се има свој крај и се има свој почеток. А наш изборот на кого да веруваме. Затоа што секоја болест започнува кога субстанциите кои предизвикуваат стегање почнуваат да се прелеваат од белите дробови во крвотокот и понатаму водат до срцето. И јас во минатото ви кажав да ги зачуваме белите дробови. Затоа што ако имаме здрави бели дробови, ќе имаме и здраво срце. Ама пак вие велевте за беганиот, секташот, ненормалниот. Нажалост, многумина кои што успеја да ве доведат да мислите на тоа, денес не се меѓу нас. И ми е криво за тоа. Затоа што другата страна, непријателите на животот победиле со нивната реклама против мене. Затоа не џабе, многу пати кога сум пишувал и денес, кога ќе пишувам и кога ќе кажувам за астма, ќе кажам дека дехидрацијата е дел од процесот на зачувување на водата во нашето тело. Ако таа вода е мртва, не знам колку ќе се зачува. И кога таа вода нема да се зачува во нашето тело, ние нема да имаме лачење на овие субстанции кои предизвикуваат грчеви на бронхиолите. Гледате ли колку е се едноставно? Гледате ли Создателот какво дело направил од нас? Не знам јас која астма ќе излечите со 120 пати ако шмркнете од стоен кислород,
од ботите кои што ви ги рекламираат. Доста ве манипулираше Рокфелеровата класична медицина. А тоа ќе го дознаете во 2026 година. Затоа што молекулата на човекот е веќе сменета. А вирусите мутираат од еден во друг вид. Медицината повеќе не знае што да прави со нив. И само ви лупа антибиотици. А преку тие антибиотици, освен ПРЦ-то што ќе ви е до плафон, и ензимите на црниот дроб ќе ви бидат до плафон. Затоа, некогаш кажав и пак ќе кажам, дека секој треба од вас да дознае дека ова не е случајно и дека ова масовна хипноза е за пречекување на антикрист. Да е жив и здрав во Македонија вие. И тоа нема да ме поверувате. Сега го тргнаа настрана. Козелот со персиското брадиче и со козел нозете. За да во дадена состојба, откако ќе го уништат Владо, тој да ви биде спасител со делата на Владо Павлов. За да може живи деца да јаде. И пак ќе кажам, изборот си е ваш. А за да ви станат работите појасни, треба да знаете зошто беше потребна вакцинацијата или белегот во десното раме, а во спрега со она што ги копаа градовите во минатото, за да се востапи, за да се воспостави 5G мрежата истовремено. И затоа, од овде ве повикувам, посебно вие, вакцинираните. А јас не ве двојам на вакцинирани и на невакцинирани. Ако сте го почитувале Владо Павлов, или ако ја сакате дома сопругата, ако нешто ви се случи, да не е како вчера, да ја мразите сопругата, да го мразите Владо Павлов, тоа не е од вас. Тоа е од еден центар кој што го прави ова за пречек на антикрист. И секогаш, кога ќе бидете сменети моментално, а не сте тие, а вие си го знаете вашето тело, не подлегнувајте на она што ви се прави. Едноставно, бидете љубов. Затоа што животот е потребен на секого, а животот без љубов нема. А ако имаш кислород, како што треба, и ако имаш здрави бели дробови, ќе имаш и здраво срце, ќе имаш и љубов. Ако немаш, а твоето тело не е хидроцентрала, твоето тело е рек битола, тогаш нема да бидеш љубов. Ќе бидеш лажач, ќе имаш голема негативна енергија. Затоа што сите оние со негативна енергија се лажачи. А зошто? Затоа што нивното тело е генератор за производство на CO2 во крвта. Е рек битола. И некој верува дека ќе го смени со 120 пати 900 динара шмркање на некој си одстоен кислород. Ајде да видим и тоа чудо. Ајде да го видим и тоа чудо. Следното мое вклучување во живо ќе биде за хипертензијата и нејзината физиологија, затоа што се е поврзано со ова што денеска ви го кажував. И секој од вас треба да знае истата таа што представува, која нарушува капиларната мрежа, кој што е фактор што на крајот се
кој што е фактор и истата таа на крајот го одредува волуменот на крвта во циркулацијата. Тука ќе го најдеме и причинителот на вирусите, затоа што се припрема нова корона, а вие мора да бидете припремани со знаење пред се, бидејќи како што гледам класичната медицина подбацува. Сакала да признае или не. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Македонија ми е се, ја сакам Македонија, она е Исус, Алфа и Омега, почеток и крај. Честито премиере Тино на новата банка, Адма банка.